Помина речиси неполна година дена од 2023 господово лето, кога на сам ден на Ѓурѓовден го посетив прилепското село Слепче да направам нов документарен запис, ем за селото, ем за Ѓурѓовден, и на заминување со мештаните од ова село се договоривме повторно да наминам во ова село, мештаните да ми ги дораскажат недораскажаните приказни за историското битисување на ова село, кои нивните дедовци и баби им ги раскажувале за да не останат покриени од правда на заборавот. Почитувани мои, како што вели народот, Господ сполај му нему, ете сакаше повторно да го посетам селото Слепче на христијанскиот празник посветен на световелико маченичка Варвара, чија православна екумена и мештаните од селото Слепче секое господово лето ја празнуваат на 4 декември, да направам документарен запис и од овој се народен собор во селото Слепче, поточно кажано во Прилепскиот манастир Свети Никола, чие празнување мештаните од селото Слепче од памтивека си го празнуваат и си го пренесуваат од колено на колено, од генерација на генерација. Почитувани мои, за Прилепското село Слепче тргнав ден пред празникот посветен на световелико маченичка Варвара со утринскиот воз кој од Шкопската железничка станица во правец на Прилеп поаѓа во 6 часот и 53 минути, кој според возниот ред во Прилепската железничка станица пристигна точно во 9 часот и 30 минути, каде што ме пречека професорот Драгослав Миновски и заедно со него за кратко време пристигнавме во селото Слепче, каде што не пречека Димче Јовановски, еден од неколкумината овогодишни домајќини за празникот посветен на световелико маченичка Варвара, воедно наш домајчин и водич низ неговото родно село. Почитувани мои, 30 години патувам во Република Македонија. 30 години патувам низ нашиве заборавени македонски села, а околу 10 години низ северниот дел на Прилепско поле, поточно кажано во општината Долнени. Пред едно 10 години првпат дојдов во селото Слепче, каде што направи една документарна репортажа, а после 10 години повторно наминав за Ѓурѓе во 2023 господово лето, да направам нова репортажа по повод патрониот празник на селото, на соборниот храм во селото Слепче. Тоа е храмот Свети Ѓорѓија, а не поводе долго време, кога помина летото, кога помина есента, повторно мештаните од селото Слепче ме поканија да дојдам да направам нов документарен запис во селото Слепче по повод денот, православниот ден, тоа е Варвара, кој што со години традиции се прославува во многу вековниот македонски православен манастирски духовен храм, тоа е манастир Свети Никола, да направам една нова репортажа. Почитувани мои, пред да ќе инисијаме во правец на манастирот Свети Никола, нашиот домајчин Димче Јовановски не замоли малку да навратиме кај него дома, да ни ја раскаже приказната што долго ја чува во себе за потеклото на неговата семејна лоза, што ја запомнил кога бил дете, а повеќе пати му ја раскажувала неговата баба. Неговиот предлог со задоволство го прифативме. Родно место си е родно место, а? Родно место незаменливо е, кај да одиш нема повредно од дедовината. Так. Значи секој би му пожелил и посекал да се потруди да си го задржи своето од дедото, наследството, минато што години печалеле, а сега ние се трудиме да го зачуваме. Така и тој дедо, ова му е втора куќа што е направил, имал 2 сине, ама мајстор сам за себе. Значи и од дограма, и од зидарија, буквално се. Еве пример би ова куќа во тоа време, значи иако не бил образован, ама имал таква природна дарба што е направил на 3 спрата куќа. Значи на 3 спрата велам кога еве ќе видите самите горе спрат, чардак отворен цел, долу собите и долу подрома е
Исто со високи по 2,5 метра, кои стоката седели за сирење, зимници и такви работи. Дори би додал, без компјутер, без Без лаптоп, ништо, него чисто само едноставно да дом го, арба. да го процени каменот, како лежиште има. Еве ќе видите како ги само изгледано, тоа од ова страна многу порно се гледа. Самите еви бунари има тука си направил човекот. Ето, овие се тие три спрата што велиме. Спрат до дрвото, едниот надолу е, спрат другиот и третиот горе. Сега, тоа остана наша одговорност, татеки генерација што сакаме да зачуваме, да запазиме, само да не дозволиме да падне. Едноставно не за живење, исто така како музеј, како успомен за генерациите наши да му предаеме да видат како сме живееле, од кај почнале нашите корени и како живееле. Со тој доказ едини што може да му докажеш на друг начин да му кажеш нема да те верува, али вака кога ќе види како е правено, ќе се увери дека е вистината таа. Ево и дури кревето од дедо ми што бил во времето. Ете каселата. Так. Ругузина. Ето таа е ругузината што спиеле нанезе, немале јоги кој сега и лио леже, него било тоа сето на природен начин, на природно, мислам, Ова е касела. касела, Ситото. ситото за брашно кој се Земи, селело, за да може се ова баба би го користила за леп месење, малниче месење. По колку прилика меселе леп да рече? Па кога месела, та месел по 8, по 10, ти биле голема фамилија. Так. Значи фамилија биле тогаш пред 8 мина. Дори кога бија гледале граѓава како овој градиве, како се бичени рамно ставени. Рачно, така е. Не ни машина, ништо. И се под конец. Од конец. Значи тоа е се Так. гледа само тоа. Градиве се уште нече да нема ни црв појадување, ни значи најле на кое време да го сечи. Оти имало правила на месеци, на месечини, на адети некој. Еве до денески црв нема, иако е преку 100 години куќата стара. Одека ги имаме и тие стари селски торбици. Торбици, Така, така. шоделе с бобци, да, Така. на пазар, Така. джама да не... Джамаданчето, така. Еј, джама да не А, може, така. тоа се наседи исто така. Еве и лисајките. И сајджите, Так. исто Одиме. така, джама да нема Так. тука женски, джама. Так. Значи, се по нешто се Так. чува за да може... Дори овде ги имаме и кожупчето, кожувот. Кожуво, од бундата тоа што била... Еве детска, бундата тука. Така е. Така е. Што ја користеле во Так. што сепак останува како успомен, ете, едно кај сеќавање, да може да... Штивони мои, ова репортажа ја почнувам од овде, од целото Слепче, од мојот домаќинот Диме, каде што ме донесе во една од двете стари куќи кои што се роѓа во селото, од многутен стари куќи во селото Слепче, од кои што неговиот прадедо ги направил двете куќи од неговата фамилија, а овдека се наоѓам во таа куќа, а овдека се наоѓам и во трпезата, каде што претера 40 години, овдека на трпезата се собирале прво домајчинот, па неговата домајчинка, па синовите, па снаите, па внучината, кои што и черките, а и внучината, кои што седеле малце понасрана и кога ќе завршила работата во полето, а посебно кога ќе почнале оние зимски празници од Крстовден, па до Ѓурѓовден, седеле на трпезата, си се гостеле од она што го ставиле за зимница, ама се разбира и препратено со една убава песна, со писокот на гајдата, а потоа заедно со гајдата, заедно со мештаните, цело село ќе се упатело на село, како за Свети Никола Зимен, како за Божи, за Водици, за Стара Нова година, па да разбруваме за Великден, за Спасовен, за Свети Никола Летен, сите оние празници, а исто така таа гајда, таа песна се ширила ширум полето, кога се туркале класието, кога се собирало житото и кога се садал тутунот, кога се стрижеле овците за Ѓурѓовден, кога ќе ги спраќале бечарите да одаат оваличиго аскеромноско војска, ама кога ќе ги одомувале, кога ќе ги женеле, кога ќе правеле свадбите,
било за чиновите, било за чаките. Ете, почитувани мои, од ова трпеза, ви предлагам да ја проследите новата репортажа, новиот документарен запис за селото Слепче со работен наслов Света Варвара во селото Слепче, пречекана во манастирскиот комплекс Свети Никола во селото Слепче. Попладневните сончеви зраци, заскриени за темните снежноносни облаци, милувајќи ги јужните со снег покриени падени на Бабуна, пред се манастирот Свети Никола, ја навестуваа празничната атмосфера на православната екумена посветена на великомаченичката Света Варвара, а ширум шеверниот дел на Прилевското поле, како бисер гердан се зареди народ во правец на селото Слепче, во правец на манастирот Свети Никола. Манастирскиот двор набрзо се наполни со народ. Почитувани мои, Бога ми мерак ми беше што ете Господ и мене ме донесе да дојдам на гости во Прилепското село Слепче, на црковната слава посветена на великомаченичката Света Варвара, ова 2023 Господово лето, кој се празнува со векови во ова село. Почитувани мои, пред да го видите видеозаписот од пригодната вечерна празнична прослава, од заслогот, вечерната богослужена литургија со која чино началствуваше парохискиот свештеник од Прилепското црковно наместништво, од благословената вечерна трпеза, што ја организира манастирскиот одбор, заедно со овогодишните домајќини во чест на великомаченичката Света Варвара, предлагам да ве запознам со историографските сознанија за манастирот Свети Никола на професорот Драгослав Миновски, еден од најпознатите географи, антрополози и историчари во денешново современие, копајќи низ архивите ширум Македонија. Манастирската црква на Слепченскиот манастир Свети Никола во Прилепско сместена е во средишниот дел од источната половина на манастирскиот двор. Црквата е прогласена за споменик на културата. Надписот над влезот на оваа црква од внатрешната страна укажува дека била изградена и изографисана во 1674 година од надпис на мермерната плоча во олтарскиот простор, како година на изградба се среќава 1673, а според други извори наведено е дека црквата била изградена во 1672 година. Од надписот над влезната врата се забележува дека ктитори на црквава биле игуменот и јеромонах Сергиј, јеромонахот Никифор, монахот Кирил, монахињата Јаникија, како и имињата на Ѓоре, Михо, Тоде, двајца со име Петко, Цветко, Никола и Јосиф, кои веројатно биле мештани вклучени во црковниот одбор. Поголемиот дел на имињата на овој надпис се споменуваат и на надпис на мермерната плоча од олтарниот простор, а на него се стречаваат и нови имиња, како Јован, Јанко, Јереј Неделко, Фило, Марко и Огнен. Градбата на црквата представува карактеристичен пример на црковната архитектура во Македонија од 17-тиот век. Таа е еднокорабна, без апсида, со мали отвори на источната и јужната страна и со единствен влез на западната страна. Фасадите не се украсени, а градбата е покриена на две води. Во поново време, кон западната страна бил дограден затворен трем. Над влезната врата на црквата е живописан ликот на Свети Никола со мали представи на Богородица и Исус Христос од двете негови страни. Фреската
е делумно избледена и упатува на нејзина второстепена заштита. На западниот дел од јужната страна има ниша со фреска на која што е представен Исус Христос на престол со наклонети фигури на Богородица од неговата десна и Свети Јован Крстител од неговата лева страна. Црквата има иконостас, кој што представува богато резбарско и иконописно дело. Царските двери и големиот крст со двете ламји го офразуваат влијанието на Атос. Како автор на резбарско-сликарските работи на царските двери може да се смета игуменот Сергий, кој оставил подпис на дверите. Од негово време потекнуваат и престолните икони на Богородица со Исус и Исус Христос, што е забележливо и од надписот на самите икони, како и чинот на 12 апостоли, кои се наоѓа над престолните икони. Во најгорниот дел, иконостасот завршува со големиот крст, со распетието Христово и две ламји. Внатрешноста на црквата е живописана во целост, а особено е впечатлива црно-бојната основа. Не е точно наведено кои се зографите кои го изработиле живописот, но од ктиторскиот надпис над влезната врата се добива впечаток дека тоа се игуменот Серхий и јеромонакот Михаил, поради тоа што во надписот е наведено дека херомонакот Михаил бил негов ученик. За автор на живописот се посочува зографот Коста од костурското село Линотопи, чие име се споменува во манастирскиот триптих. Во делот на западниот зид, кој што се наоѓа јужно од влезот, се насликани двајца ктитори, игуменот и јеромонах Сергий и неговиот ученик јеромонахот Михаил, кои со по една рака држат макета на црквата, а на покривот од макетираната црква е прикажан патрониот светец Свети Никола. Живописаните ктитори се облечени во црна монашка облека, мантија и камилавка, а игуменот Сергий дополнително е облечен со уште една наметка која што ја носи преку главата. Игуменот Сергий макетата ја држи во левата рака, а јеромонакот Михаил во десната, додека во останатата рака и двајцата држат броеница. Северно од влезот, еден до друг, се насликани свети архистратик Михаил и света Петка, а во повисокиот дел над вратата, долж целиот зид, е прикажана композицијата Успение Богородично. Во највисокиот дел, на триаголна површина во средишниот дел, има сводест отвор за вентилација, кој е украсен со цветни облици, кои символизираат своевиден влез за небесата, а од неговата лева и десна страна излегува по една свитка на рака во лактот со по еден дел од украсен чаршав. Во стводестиот фриз се представени 12 апостоли седнати на две клупи со по шестмина на обете страни. Северниот и јужниот зид содржат композиции насликани во 3 зони и еден фриз. На обата вида се распоредени по 2 ниши, помала и поголема. Во првата зона на двата зида се прикажани светци, војни и 2 композиции во големите ниши, на јужниот зид Исус Христос, а на северниот зид Свети Никола. Во втората зона на двата зида е представен акатистот на Пресвета Богородица, а во третата зона се живописани страдањата Христови. Од сцените и композициите на Богородичниот акатист
насликани се 23 од вкупно 25 строфи, кои што ги содржи акатистот, поделени на 12 икоси и 11 кондаци, а изоставени се само благовештението второ и обсадата на Цариград. Од запад кон исток на северниот зид, во помала ниша од првата зона на северниот зид, насликани се свети Константин и Елена во свечени кралски облеки и со круни на главите, а зад нивните тела има голем крст кој свети Константин го држи со левата, а света Елена во десната рака. Во продолжение на нишата се представени светите врачи Кузман и Дамјан. Над овие 4 ликови во заоблениот дел на нишата е прикажана сцена со Исус во младоста, на која што е седнат во средина, издвоен во кружен облик и обкружен од ангели. На столбестиот дел од левата страна на нишата е живописана Света Недела, а на десната страна Свети Меркурий, така што и двајцата се во исправена положба. Над приказот на Света Недела, во аголот од рамката на нишата е насликано најавувањето на Христовото раѓање, а над приказот на Свети Меркурий сцена со Христовото слегување во пеколот. Површината на лаковите од нишите во целост е насликана со ликови и сцени од Библијата. Во првата зона представени се светци воини, а покрај Свети Меркурий во поголемата ниша на зидот се насликани Свети Мина и Свети Ѓорѓи, пошто е представен Исус Христос седнат на престол и од двете страни придружуван од Пресвета Богородица и Свети Јован Крстител. Во втората зона, по фризот, прикажани се Христовото носење на крстот, Христовото кревање на крстот, како и сцени од акатистот, вклучително синувањето од крстот, пренесувањето во гробот и појавувањето Христово на Галилејската гора. Третата зона содржи приказни на Христовите страдања, меѓу кои молитвите Господови, предавањето Христово, распетието Христово, синувањето од крстот и Христовиот гроб. Од исток кон запад, на јужниот зид, во големата ниша се насликани Свети Никола, седнат на престол со мали представи на Исус Христос и Богородица од двете негови страни, како и на Свети Атанасий и Свети Димитрий. Во малата ниша, сместена во западната половина на јужниот зид, се представени светите воини Свети Теодор Тирон, Свети Теодор Стратипат и Свети Никита. На крајот од јужниот зид, непосредно до работ кој го поврзува со западниот, е насликан Свети Антоний. Во втората зона, во наосот, од исток кон запад се живописани Тајната вечера, приведувањето Христово, Петровото одрекување, тепањето Христово, ругањето на Христа и судењето Христово од Пилат. Додека третата зона во наосот располага со 6 сцени, меѓу кои раѓањето Христово, воскреснувањето на Лазар, светници, тајната вечера и умивание. Црковниот свод во наосот содржи повеќе представи. На западната страна е прикажан Светиот Дух со гулаб во сончев диск со долги зраци, а по него следуваат Исус Христос како цар на небото, Бог Саваот од средишниот дел на сводот, Исус Христос Седржител, окружен со херувими, серафими и други Божји суштества. Непосредно од иконостасот е насликан Исус Христос како ангел, а во крајниот дел, до источниот зид, во олтарниот простор, е прикажан Исус Христос Емануил, што на хебрејски значи Бог е со нас.
Представите над зидните површини во олтар представуваат продолжение на сцените насликани на останатите зидови во црквата. Во средината на источниот зид има невообичаена представа на Богородица Ширшаја со малиот Исус, а под неа има 4 свети сослужители. Од Богородица Ширшаја во средишниот дел се наоѓа нишата на ѓаконикот, а на поголема површина се прикажани Свети Роман, Свети Ахил Лариски и Свети Кирил Александриски. На идолниот дел од северниот зид има приказ на Свети Петар, како со наклон и истружени раце му се обреќа на Исус Христос, кој е прикажан како Богомладенец на олтар. Над оваа фреска следи зона со 2 полиња, во која се насликани сцени од раѓањето Христово со Мајката Божја, а потоа фризот со неколку светители и над него Христовото воскресение од гробот и томината молба за простување. Во највисокиот дел насликани се уште 2 представи со Христовото патешествие, воскресението Христово и Христовото појавување. На јужниот дел од зидот на олтарот во првата зона се прикажани Свети Спиридон и Свети Герман во свечена облека, а над нив во 2 полиња се живописани сцените од осветлението на смоквата и сцената со фарисеите. Во третата зона на овој дел од зидот се среќаваат уште 2 сцени од Христовото патешествие, раѓањето и сретението. Почитувани мои, овој така да речем аудиовизуелен воведен дел, посветен на великомаченичката Света Варвара, не би бил комплетен ако не би го пренесам поголемиот дел од пригодната вечерна празнична прослава, од засловот, вечерната богослужена литургија, со која чино начествуваше парохискиот свештеник од Прилепското црковно наместништво, од благословената вечерна трпеза, што ја организира манастирскиот одбор, заедно со овогодишните домајќини во чест на великомаченичката Света Варвара, во продолжение на ова репортажа. Боже, заштити не, спаси, помилуй, запази не, со Твојата благодат. Спомнувајќи ја пресветата, пречиста, преблагословена, славна владичица наша, Богородица и секојаш Дева Марија, со сите свети, самите себе ден друг и сиот на живот, на Христа Бога да го предадеме. Зашто Тебе Ти прилега секоја слава, чест и поклонение, на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш, и во веки веков. Овој град, за секоја земја, за нашата земја и за сите што живеат во ни со вера, да се помолиме на Господа. Господи, смерти держава разрушися, и дьяволя принесу празднися, Боже человеческий, верую спасаем мир, песен Тебе всегда приноси. Да се избавиме од секаква тага, гнев
се молиме на Господа. Боже, заштити не, спаси, помилуй. Понедивився богомужному рождеству Твоєго пречесная, искушения помужеся неприятные, Постоянно сега секој у вечни векови. Амин. родила еси без отца, сина плотiju прежде век, od отца рожденого без матере. Nikako že pretrpeša go izmelenija ili smenija, i razdelenija novoju suštestvo svojstvu čelo sutrana go, emže mati devo vladičice, togo molim spasi sja dušam našim. Pravoslavnu Bogorodicu ispovedajuš ti. Мудрость, простор. Свете тихи, святия слави, безсмертна Господа небес. Отче наш, же си на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днес, и остави нам долги наши, кожи и оставляем должников наших, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Что Твое царство, да сила, да и славата на Отца и Сина и Святого Духа, сега и секогаш, и во веки веков. Умрене Боже, потвада голема милости се молиме, чуне помилуй, ще се молиме за благочестиве православен народ наш, за Христовивото воинство, за неговата власт, победа, устояние, мир, здравие и спасение, Господ нашиот Бог, да му помага во се да покори подносите негови секаков непријател и противник, уште се молиме за високо преосвещениот митрополит наш Петар, за сето Христа братство наше, за секоја христијанска душа, натажена, злобена, на која и треба Божја милост и помош, за заштита на ова село, на ова свет манастир, за мир и устојање на целиот свет, благосостојба на светите Божји цркви, за спасение и помош на отците и браќата наши, кои се трудат и служат ревносно, и со страх Божје за оние кои се отсутни, за оние што се напад, за ицелени на оние што лежат немоќни, за покој, олеснување, блажен спомен и прошка на гребовите, на сите порано починати православни отци и браќа наши, кои лежат води на секаде за избавување, на заробените за браќата наши, кои се во служба и на сите кои служат и служиле на овој свет манастир, уште се молиме за милост, живот, мир, здравие, спасение, посетување, прошка и разрешување на Божите раби, Димче, Марија, Дејан, Оливера, Михаил, Дарко, Мери, Мелани, Сара, Сандра, Давид, Жаклина, Страхил, Фанија, Звезда, Трајко, Билјана, Зоран, Теодора, Христијан, Силвана, Андреј, Ивона, Леонид, Јане, Стефан, Леонида, Јане, Стефан, Александр, Мица, Саше, Бранкица, Тамара, Петар, Бојан, Звонко, Виолета, Весела, Зоран, Весна, Марија, Јулија, Лана, Филип, Пецо, Вера, Бисер, Александр, Филип, Ивана, Матео, Костадинка, Митко, Борис, Маријан, Сонја, Давид, Александра, Киријана, Драган, Благојче, Михаил, Теона, Моника, Нада, Марија, Христијан, Саша, Леон, Милјана, Матијас, Матеја, Молија, Нисија, Марија, но некој го празнуват овој празник и за сите овде присутни над заслугите Божи, уште се молиме да се запази овој свет манастир, ова село, секој село, град, земја, од глад, помор, земјотрес, потоп, оган, меч, напаѓање на туѓинци, меѓусебни војни, да биде милостив и благонаклонет добри човек, љуби Бог наш, да обрати секаков гнев што се движи кон нас, да не избави од својата праведна закана, што не притиска, да не помилува, уште се молиме. Господ Бог да го услиши молитвениот глас од нас грешните, да не помилува.
Вишине Боже, Спасител наш, надеж на сите краища на земјата, но нека се далеко намори милостив биди, владико, ко нас грешните, и помилуј не. Зашто си милостив и чрпливец Бог, и Тебе слава Ти однесуваме на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во веки веков. Мир на сите. Нашите глави да ги приклониме пред Господа. Владико, много милостив, Господи Исусе Христе Боже наш, по молитвите на се пречистата Владичица наша, Богородица и секој Дева Марија, со силата на честниот животворен крст, по застапништвото на честните небесни безтелесни сили, по молитвите на честниот славен пророк, претече крстител Јован, на светите славни секолни апостоли, светите славни добропобедни маченици, преподобните богоносни отци наши, светите отци наши, вселенски, велики учители, светители Василий Велики, Григорий Богослов, Јован Златоуст, на светиот отец наш Николај архиепископ Миликински чудотворец, на светите равноапостолни македонски и словенски учители Кирил и Методи, нивните свети ученици Климент и Намо, Охридски чудотворци Сава Горасти Ангелари, на светиот Иларион епископ Мегленски, светите славни добропобедни маченици Ѓорѓи Победоносец, Димитри Мироточиви, Солунски, светите 15 верополски свештеномаченици, на светите македонски новомаченици Ѓорѓи Кратовски, Агат Ангел Битовски, Анастаси Радовишки, Александар Јован Солунски, Ѓорѓи Јован Јанински, Кипријан Слепечки, Никодим Тисмански, Прилевски, Јован Крчовски, преподобните богоносни и постиножителни отци наши Прокорпчински, Јован Рилски, Јоаким Соголски, Гаврил Лесновски, Нектари Битовски, на сите македонски светители и на светата великомаченица Варвара, чист спомен го празнуваме на сите Твои свети, направи ја благопријатна нашата молитва, даде ни прошка за нашите прегрешенија, покрине со покрива на Твоите крила, отстрани од нас секаков непријател и противник. Смири го нашиот живот, Господи, помогни на нас и Твојот свет и спаси ги нашите души, како благ и човеколюбив Бог. Благословена ти жена, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Богородице Дево, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословена ты жена, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Богородице Дево, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословена ты жена, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Господи Исусе Христе Боже наш, Ти кој си благословил 5 лева и си наситил 5000 луѓе, самиот Ти благослови ги овие левови, пшеницата, виното и елејот, во овој свет манастири, во целиот Твој свет и верните што ќе вкусат од нив, освети ги. Зошто Ти си кој се благословиш и осветуваш се, Христе Боже наш, Тебе слава Ти унесуваме,
Со безпочетниот Твой Отец пресвети, облаги животворен Твой Дух, сега и секогаш, и во веки веков. Благословението Господово и милоста Него да биде со вас, со Неговата благодат и човеколюбие, постојано, сега и секогаш, и во веки веков. Амин. Благословението Господово, милост на Него да биде со вас, со Неговата благодат и човеколюбие, постојано, сега и секогаш, и во веки веков. Телото на ова света славна Христова следбеничка, кое што на млади години се невести за Христа се викаше Диоскоп и беше познат според положбата и богатството во градот Илиопол. А во верата беше незнабожец. Својата ќерка единица, мудра во умот и убава во ликот Диоскор, ја затворил во висока кула, ја обкружи со секакви удобности и даде слугинки да служат и постави идоли за поклонување. Изгради бања со два прозори, гледајќи низ прозорецот на земјата долу и звезденото небо од висините, на Варвара и се отвори умот со божествена благодат, па го позна единствениот вистински Бог и Создател. Иако немаше никого од луѓето за учител покрај незе. А кога нејзиниот татко се оддалечи од градот, тај излезе од кулата и по Божјата промисла се сретна со правите христијани кои што јавија за вистината на Христовата вера. Срцето на Варвара пламна со љубов кон Господа Исуса Христа. Та нареди да се пресече и трет прозорец во бањата, за да бидат трите прозори символ на Светата Троица. На една карпа во бањата нацрта со прстот крст и крстот се длаби во каменот како врежан од железо. Со незините стапала на подот од бањата избиваше извор со вода кој што подоцна на мнозина им донеси целени од болестите. А кога дозна незиниот татко за верата на својата ќерка, сурово ја казни. Ја протера од кулата и ја гонеше за да ја убие. Карпата се отвори и се скри Варвара од суровиот татко. Кога му се јави повторно, татко и да однесе пред началникот Мартинијан, на кого што му се предаде та за мачење. А невината Варвара ја расоблекоја, ја биеја, ја мачеја, додека незиното тело не се покри со рани и со крв. Во затворот и се јави самиот Господ со ангелите и ја ицели. Кога го виде тоа една жена, Јулијана и самата посака мачеништво. Двете беа ужасно мачени и со исмевање ги воде надвор од градот. Им ги отсекоа градите и од нив истече многу крв. Помош и за многу години. Господ златен здравје да му дава на домаќините, на годинашните и на тие што ќе видат следните, на сите при. Боже наш, и на Тебе слава Ти вознесуваме, на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш, и во вечност.